Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска ги прими Зоран Јолевски и Васко Наумовски, досегашниот идниот пратеник на Република Македонија за разговорите меѓу Македонија и Грција за надминување на разликите околу името под покровителство на Обединетите нации. На средбата соопштија од кабинетот на Иванов, Наумовски беше запознаен со досегашните активности во рамки на процесот што се води под покровителство на Обединетите нации. Председателот Иванов му посака успешно вршење на должноста, а на Јолевски му се заблагодари за севкупниот негов досегашен ангажман и за сите остварени активности како пратеник во разговорите за разлика околу името. Министерот за надворешни работи Никола Поповски денеска во Европскиот парламент во Брисел се сретна со новиот претседавач со заедничкиот парламентарен комитет на Македонското собрание и Европарламентот Алоис Петерле. Заклучокот на двајцата соговорници е дека со новиот претседавач конечно може да се очекува пробив на овој комитет и сериозна работа што досега го кочеше и минираше претходниот претседавач Јорго Шацимаркакис. Гледам силна проевропска амбиција на македонската влада и генерално на политичкото водство. Тоа е многу важен елемент. Гледам дека владата е многу прагматична и реформски ориентирана. Очекувам многу искрен и конструктивен и пред се европски дух на комитетот, изјави Петерле. На клиниката за инфективни болести во Скопје во текот на ноќта почина пациентка со листериозен менингоенцефалит, што подолг период се лекувала на одделението за интензивна нега, соопшти Министерството за здравство. Станува збор за пациентка на возраст од 55 години, која спаѓала во ризична група пациенти поради хронични заболувања. Ова е четврто починато лице од бактеријата листерија во Македонија. Хидрометеоролозите за денеска најавуваат променливо време со веројатност за локални поројни врнежи од дожд проследени со чести грмежи. Во текот на вечерта атмосферата постепено ќе се стабилизира. Заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски и градоначалникот на Ресен Ѓоко Стрезовски денеска направи увид на површините погодени од вчерашното невреме што го зафати Резенскиот регион. По увидот Костадиновски и Стрезовски се сретна со земјоделците чии површини беа зафатени од невремето. Со цел да им се помогне на оштетените земјоделци, формирани се 5 комисии за проценка на штета, чие задолжение ќе биде во најкус рок да извршат посета кај оштетените земјоделци и да констатираат за колкава штета станува збор. Црните кутии од малезискиот авион што се урна со 298 патници и членови на екипажот на истокот на Украина пристигнаа во Велика Британија, соопшти специјалната истражна комисија на украинската влада. Кутиите беа испорачани во Британија под контрола на меѓународната цивилна воздушна организација, наведе комисијата. Русија најави дека ќе ја засили црноморската флота стационирана на украинскиот полуостров Крим, кој во март беше анектиран од Москва. Денеска почнавме да развиваме моќна црноморска флота, изјави командантот на руската црноморска флота вице-адмиралот Александар Витко, наведувајќи дека флотата ќе содржи поморска авиација, крајбрежна артилерија, нови бродови, подморници.